Благодарам, председателе. Ќе бидам многу краток, не е тоа не некоја реплика на господинот Благоје Стојански, туку една ситуација која што се случува во пракса и за која што лично сум запознат и имам реагирано. Значи, се случува лицитација на градежна парцела, тоа е во Струмица случај, со претходно доставено барање до општина и катастар и така натаму. Меѓутоа, без да се обавести дека се води одреден процес на денационализација. И сега две струмички фирми во зона Север купуваат одредена парцела на јавна лицитација, си завршува лицитацијата, си ги уплаќаат парите кои што нели ја постигнала цената парцелата, 80% од тие средства Министерството ги дава на општина Струмица, 20% остануваат. Тоа е некаде пред 2 години, додека важеше стариот закон, значи. Меѓутоа, кога доаѓа ситуација до соlemnизација, значи до нотар, се става судска забрана затоа што за таа парцела се води одредена постапка за денационализација. И сега, луѓето 2 години се и без парцела, меѓутоа и без пари. И токму овој пример беше кажено на министерот Милија Некиевски во една посета во Струмица и како повод околу промена на токму овој закон. Значи, јас го знам овој единствен случај. Веројатно во Републиката има сигурно икс такви случаи, можеби не се многу, меѓутоа сигурно ги има, како што рече представникот на Министерството за транспорт и врски, некаде има можеби проблеми со катастарска парцела и така натаму. Тука имавме конкретен проблем со денационализацијата. И затоа можеби е добро во вакви исклучителни ситуации, можеби е добро и вие што го дадовте тоа како предлог да бидат наброени кои се тие ситуации, како не би дошло до злоупотреба понатаму. Меѓутоа сакам да ви кажам дека ги има во реалниот сектор и сега луѓето, како што ви реков во Струмица, морат да се упатат на судски спор. И сега судските спорови во Македонија може да траат и подолго, може и пократко, меѓутоа во секој случај траат, а луѓето се и без парцела, меѓутоа се и без пари. И затоа мислам дека во ред е оваа измена, можеби ова е прво читање на законот, може во наредниот, во втора фаза, може да се амандмански да се реагира и да биде допрецизирано во кои ситуации. Меѓутоа, мора да се најде ова добра форма, како би луѓето, кога не можеле да го соlemnизираат договорот кај нотар, барем да им се вратат парите, додека не се реши таквиот проблем. Значи, имаат сега судска забрана. Можеби имаме и некој друг случај со катастарски броеви и така, додека не се исправат, барем луѓето да може да располагаат с тие средства, па ако не, може да купат и некоја друга парцела. Значи не мора да биде таа. Меѓутоа да не ги доведуваме во ситуација да ги упатуваме на судски спорови, како што беше сега праксата, и да им стојат и парите во Министерство, веќе тие пари се можеби потрошени во општина и во Министерство и така натаму, па процес на враќање на тие средства, постапка која што навистина луѓето можеби ги одвраќа и да инвестираат во тоа што имале и намера. Значи само толку. Благодарам.